Го потпишаа Преспанскиот договор и го сменија името без консензус и против волјата на народот. Го потпишаа договорот за добрососедство. Го прифатија францускиот предлог. Го потпишаа протоколот со Бугарија. Се согласија на уставни измени без консултација со тогашната опозиција, но уште поважно него ни прашаа народот. И сега, откако наталожи еден куп проблеми и обврски кои практично резултираат со огромна блокада на европскиот пат на Македонија, на СДСМ им текнува да демонстрираат конструктивност. Да нудат некакви решенија, да глумат патриоти и да бараат национален консензус. Значи, национален консензус може, ама само откако народот ги испрати во опозиција. Оваа реторика на опозицијскиот лидер е само гола политика со празни флоскули. Бидејќи кога неговата партија требаше да бара консензус за националните прашања, таа си тераше своја агенда, ги гажеше црвените линии и правеше отстапки кои предизвикаат трајни последици. Така што ова е само еден провиден обид со кој Филипче се обидува да се факторизира себе и СДСМ за некое важно национално прашање во услови кога нивниот рейтинг целосно тоне. Никој за ништо не ги прашува, а уште помалку ги слуша. И тоа за нив е голем проблем, бидејќи за некој месец идат избори. Да, кога опозицијската партија во една држава бара лидерска средба да се договара национален консензус по некое прашање, би требало да се прифати. Но побогу луѓе, што има да се седнува со СДСМ и Филипче, кога тие не се дел од решението, туку дел од проблемот? За нив национален консензус би било веднаш да се спроведат уставните измени толку. Друго, нема што да понудат. Целта на сето ова е само да се факторизираат, односно ете да покажат дека тие имале нешто да понудат, а всушност се целосно празни.